Почитуван господин Радосавлевич, генерален директор на пивара Скопје, почитувани гости, драги сограѓани, дами и господа, драги младинци, девојки и момчиња, добар ден на сите. Се собравме вечерва во срцето на Струмичкиот градски парк, заеднички да го споделиме задоволството од еден прекрасен и мощен корисен проект наречен Кока-кола активни зони, кој е резултат на една добра соработка што општина Струмица ја има со пивара Скопје и Кока-кола компанијата. Ако се знае дека ова не е прва соработка од ваков донаторски вид, тогаш епилогот што го гледаме е сосема очекуван и логичен како своевидно продолжение на истата таа соработка. Особено ни е драго што општина Струмица е дел од овој проект кој на граѓаните им овозможува простор за рекреација и редовно спортување. Со поставувањето на Кока-кола активната зона во Струмица го зајакнуваме нашето партнерство со пивара Скопје и Кока-кола компанијата и заедно продолжуваме да работиме кон создавањето здрави животни навики кај сите категории на граѓани. Посебно импонира фактот што по Гази Баба, како матична општина на пивара Скопје, Струмица е втора општина во која се отвара една ваква Кока-кола активна зона, од вкупно 5 кои се планирани за оваа 2016 година. Значењето на оваа активна зона сама по себе се подразбира пред се поради незината достапност за сите граѓани, но и поради тоа што со спорт, фитнес и рекреација си овозможуваме заштита и унапредување на нашето здравје и спречување на опасноста од негово нарушување во случај на физичка неактивност. Струмица е една од најактивните и најуспешните општини на спортски план и како таква е детектирана од страна на пивара Скопје за нејзино вклучување во овој проект. Убеден сум дека со оваа Кока-кола активна зона во нашиот град ќе продолжиме успешно да работиме на промоцијата на активниот и здрав живот на граѓаните со желба тој тренд да обстојува и во наредниот период. Ако Кока-кола, како докажен бренд, секогаш се јавува како спонзор на значајните планетарни спортски надпреварувања, тогаш со овој глобален проект кој се имплементира и во нашава земја, докажува дека не се грижи само за врвниот спорт, туку и за спортските активности и на обичните граѓани. За крај, сакам да им се заблагодарам на пивара Скопје и Кока-кола компанијата за соработката, но да и упатам зборови за благодарност и до јавните предпријатија Комуналец и паркиралишта и до општинската администрација од секторот за урбанизам и комунални работи за сите подготвителни работи за реализација на оваа активна зона. Се разбира, во оваа прилика ги повикувам граѓаните да ги ползуваат благодетите од овој проект, со надеж дека струмичани од денес па натаму ќе видат поздрави, посрекни и поисполнети со себе. А сите дечиња да ве гледам овде присутни постојано и секако да си го чувам ова, заради тоа што станува добро собственост на сите нас. Благодарам и нека ние се среќаме. Danas imamo jako lep povod, jedan sportski povod, a to je otvaranje Coca-cola aktivne zone. Pivara Skoplje i Coca-cola kompanija već dugi niz godina podržavaju fizičku aktivnost i zdrav način života. Imali smo veliki broj projekata zajedno koje smo radili u saradnji sa otvorenom zabavnom fudbalskom školom i prethodne 4 godine, pretpostavljam, nadam se u stvari da znate, imali smo onaj Coca-cola fudbalski kup gde su i sve škole iz Strumice bile uključene. Ove godine smo hteli da uradimo nešto malo drugačije, a to je da otvorimo ovu Coca-cola aktivnu zonu, a to znači da želimo nešto da ponudimo svim građanima, da svi mogu da koriste to. I želeli smo, eto, da postavimo, da obezbedimo najmodernije fitness mašine, ovako na otvorenom nebu, u ovako divnom ambijentu. I ono što smo uradili, otvorili smo prvu tamo na našoj matičnoj opštini, u opštini Gazi Baba, ovo je druga aktivna zona koju otvaramo. Sledeće, ne želimo na tome da stanemo, otvorit ćemo još u Prilepu, Tetovu i Ohridu u narednih mesec dana. Plan nam je da nastavimo još dalje i da pokrijemo celu Makedoniju sa ovakvim aktivnim zonama.
Želim takođe da iskoristim priliku da se od sveg srca zahvalim gradonačelniku i timu lokalne samouprave što su nam omogućili ovako dobar prostor i što, koliko znam, gradonačelnik je lično nadgledao radove ovde. Tako da, hvala vam na poverenju, hvala vam što ste nam dali podršku. Još sam želeo da kažem da mi je jako drago što će svi građani moći da učestvuju ovde. Nadam se, dragi Strumičani, da ćete uživati u ovome i da ćete da pazite na ovaj park onako kako treba.